Православните христијани вчера го пречекаа последниот ден од поклади, од денеска ги започнуваат 40-дневните пости за најголемиот христијански празник Великден. Денот по прочка е чист понеделник и на овој ден се чисти куќата, а особено се внимава садовите за храна да се измијат и исплакнат од мрсното. Во минатото тоа се правело со брашно или пепел и со подолго вриење. Великденскиот пост или Великиот пост, како што го вика народот, е најстрог и најдолг. Трае 48 дена, од чист понеделник до Лазарева сабота и уште страсната недела од Светници до Великден. Постот не значи само откажување од мрсна и обилна храна, туку и контрола на страстите и откажување од алкохол. За време на великденските пости покрај вообичаеното конзумирање храна од растително потекло, житарици, зеленчук и овошје, постојат и одредени карактеристични продукти што се подготвуваат само во одредени денови за време на постите. За време на великденскиот пост важен е и духовниот пост. Верниците во деновите на постот треба да се воздржат од лоши мисли и дела и да се обидат да најдат духовен мир, без што постот нема смисол. Од понеделник до петок не се јади ни масло, ни месо, јајца и така натаму. Ова е така наречен пост на вода, додека во сабота и недела се јади и масло. Но целта на ова телесно подвизување е да направиме нешто добро за душата и тоа е главната поента на постот. И затоа и го започнавме, како што знаете, постењето со простувањето. Великденскиот пост е единствениот што има подготвителен период од неколку недели. Најпрвин тоа е неделата на Митарот и Фарисејот, потоа неделата на блудниот син и најпосле месопусната недела, кога за последен пат е дозволено да се јаде месо. Во текот на 7-неделниот период на великденскиот пост има повеќе празници.